Црната магија. Црната магија е строго забранета од конвенционалната христијанска религија. Во Библијата има добри поглавја за црната магија. Црната магија ја практикуваат луѓе кои воспоставуваат врска со висши демонски сили. Не е точно дека луѓето што се така наречени истерувачи на црната магија, дека тие луѓе не воспоставуваат исто така врска со тие така наречени демонски сили. Значи сите практиканти на магија воопшто воспоставуваат врска со демон. Црната магија, многу лошо. Црната магија може зла да направи, да убие луѓе, да направи бракој да разнури. Многу е лошо тоа црната магија. Да ти кажа и луѓе идат кај нас, кај мене поточно, сопругот умре и особа се работеше, ама умре. Црната магија ќе направи катастрофа во семејството. Катастрофа ќе направи во семејството. Црната магија многу лоша работа. Бракој си имат уништувано со црната магија. Може и да скрениш од умото црната магија. Деца се убивале со црната магија, знаеш како? Мисля како? Се турва во кафе, може да му туриш, да се прска, со гледање на карти, нешто со конче, со коне. Магија. Не постои такво нешто. Дојден човек, ми вели, имам згазнато на нешто, А му велам, нема црна магија, на шо може да има згазнато? Сигурно на најдно нешто има згазнато. Тој, не, црна магија, ми има тврдено, имам згазнато. Му велам, ке дојдам дома со водичка, се ке ти испрскам. Дојдам дома со водичка, му испрскав нужник, му испрскав станчето, нивите му испрскав, таму кај што му седеа кравичките му испрскав, овците. И човек му вела во психата ти немаш на ништо згазнато. Вистина, не велам не, човекот. Ништо немаше после. Па ми фати 3 кила риби ми даде, кокошка ми даде. Една недела на после жена му ја пушти. Беше кај мене и се ми даде. Вистина, во психата, црна магија. Црна магија. Многу лоша работа. Човечки животи се имаат уништувано со таа црна магија. Аллах е голем и само тој може да ни помогне. И баш кај мене дојде еден што беше оболен од црна магија и имаше во него еџин имаше. Тие еџини се такви суштествија што влегуваат во човека и го тераат на лоши работи. Ја уште како млад, уште од тогај почнав да исцелувам луѓе, ми се сони Света Петка насон и ми рече ти чедо си од Госпо, одгоре си таквопани си даруван со една таква моќ што никој до тога и ја немаше. И јас во цело село ги со селаните ги таквувам, ги сцелувам. И тогаш јас гледав како еџино се бореше со ангело и то се бореа, то само Аллах може да ви го раскажи. И така бев едно неарен бев што една недела ме немаше. Луѓето мислеа дека јас умрев, а јас се борев и со ангели, со еџино се борев. И спрема Малахала Абата, оваа книга, тие еџини се како да кажам, се причинители на тие магии, а според Илха Алабата, оваа книга исто така црната магија. Бевме уште со турците и татко ми купи еден турчин
на куќа и тога и бевме 7 браќа и која расчиствавме куќата се испентерија тива на тој тавано и најдоја една икона и тие сакаја да се пошалат со мене, така, и така ми ја легнаја таа иконата, ми ја ставија на кревето и ја тога и бев до локалница, до кооперација на пазара. Јас мене ми зборна иконата. Кога дојде кај мене некој, мене одма светилија ми кажува како се осеќа човекот. Имам од светилија, од Свети Елена и Константина, веќе тука се, од Богородица, Исус прво отделение кој ќе биде, после имам Исус голем кој ќе биде икона, после кој ми има излезено насон, Свети Ѓорги ми има излезено, Гаврил ми има излезено, Архангел Михаел ми има излезено, сите ми има излезено. Според лебијата, Аллах е секогаш со нас и само Аллах може да ги слушне нашите молитви за да ги спасиме ние овие луѓе без разлика дали се христијани или се муслимани. Има многу лошо едно, мртовечка вода се вика. Мртовечка вода е кој ќе го одмиват мртовецот и се земата водата, се бери, може да се тури за какви ги се прат со таа вода. Ти кажа бракој се растурале, конфликти настанвале, се правило со таа мртовечката вода. Се и луѓе умирале. И луѓе умирале со мртовечката. Јас бев голем пијаница. Јас пиев по многу на ден. Жена ми само викаше не пи, не пусти, не штури, ме тепаше. А кој ми излезе Аллах и Мухамед на сонот и јас од тогаш можам да лечам луѓе. Аллах ми ја поклони оваа книга и јас во таа книга научив за еджините и еджиноите и за тие мали джинџулина. Епа, Еле сакаше да не умре куќата, јас инет му остави кончето од светилија. И човекот си умре, си почина. И како што Мухамед патуваше, одеше пешки од Мека до Медина и кога Аллах му рече ти овде ќе го посееш муслиманското семе и од тогаш ние знаеме за ова многу лоша црна магија. Толку.